Македонија со француско покровителство доби потврда на она за што експертите одамна предупредуваа, дека бугарското сега стане европско вето, кое ќе не го испорачува Брисел додека не ги прифатиме сите бугарски барања. По сите предупредувања, ова ни го порачи евроамбасадорот во земјава Дејвид Гир, вели на нас било одлуката дали ќе ги внесеме бугарите во уставот, но и ни порача дека без такво нешто нема да имаме светла европска иднина. But what would happen if it didn't go ahead? I think the most likely scenario would be that the accession process would then stop there. You would have completed the screening, but the holding of the intergovernmental conference and the next steps would wait pending the resolution of this issue. Поранешниот амбасадор во Велика Британија Ристо Никовски за Алфа вели дека Ковачевски и Османи направиле историска грешка со прифаќањето на предлогот на Макарон, грешка од која во иднина ќе ги гледаме последиците. Нашите политичари направија историска грешка што прифатија место Бугарија да не блокира, како што беше до пред француската ујдурма, сега самите себе ќе се блокираме. Значи, Македонија се доведе во безизлезна ситуација со францускиот така наречен предлог и ние мораме подхитно да превземеме сериозни мерки. Никовски е наставот и дека се откриле лагите на власта, дека сите не сакале, само Бугарија била проблемот. Сите залажувања нашите политичари дека осем Бугарија, 26 колку се други членки не поддржувале, се покаже дека не е точно. Никој не излезе во наша поддршка. Сите велат сакаме да ве примиме. Да, тоа не е спорно. Меѓутоа, на кој начин? Преку францускиот предлог. Францускиот предлог де факто е катастрофален за Македонија и ветото од бугарски раце влезе во македонски. Она што не го представи Гир е сосем обратно од она кое што се обидува да го продаде власта. Факт е дека Македонија добива меѓувладина за сликање, а реалните преговори ќе ги започнеме дури по евентуалната промена на уставот.